се повеќе се насочуваме и кон индивидуална поддршка, особено поддршка за доење и поддршка за семејствата кои што имаат предвреме родено бебе, затоа што за нив навистина е многу важно да добијат и соодветни информации и соодветна поддршка и додека бебето им е во болница, значи затоа што овие бебиња предвреме родени се лекуваат подолго, некогаш и месец, 2-3 месеци, меѓутоа исто така им треба многу поддршка после доаѓањето на бебето дома. Трудниците го или како да речеме нешто кое што бараат информации е породувањето. Значи породувањето кај нас е на некој начин една да речеме магловит процес од кој што голем дел од трудниците и нивните партнери на некој начин стравуваат или сакаат колку што е можно повеќе да се подготват, па дури многу често и без индикација бараат и царски рез со цел да биде нели како побезбедна опција во однос на породувањето. Меѓутоа сето тоа исто така јас сметам дека тоа е од недоволна информираност, значи недоволна едукација за процесот на раѓање, колку е тоа всушност нормален и природен процес, како оди, која поддршка доаѓа тука и како се подготвени. Генерално сметам дека важно е да се направи еден систем на поддршка во кој што ќе може сите овие, цела оваа група, значи практично да ги добие соодветните информации во моментот кога им е потребна. Значи тоа вклучува ангажирање на институциите во детектирање на тие моменти каде што треба поддршка, меѓутоа исто така и правење на достапна на таа поддршка. Знаете, многу има голема разлика дали семејството живее во Скопје или живее во некој друг град во Македонија. Тоа не е лесно да се направи затоа што и оваа популација не е мала, меѓутоа од друга страна самиот факт дека не е мала популацијата значи дека треба навистина да се поработи малку на тоа.